И добро, не дај Боже, ако ја прифатиме таа најцрна варијанта или тоа најцрно сценарио, едно парче од Косово биде откинато. Тоа е тоа Северно Косово, Косовска Митровица и нагоре према Република Србија. Дали тогаш значи дека веќе на Балканот повторно доаѓа до нова криза, повторно доаѓа до одредено прекројување на граници, дали тогаш на тапет е судбината на Босна со Република Српска и дали тогаш на тапет е судбината и едината на Република Македонија со можна поделба на Македонија или издвојување на делот на Западна Македонија? Са Македонија ми немамо проблеми. Македонија се смирила, Македонија е прихватила албанцима и прихватила njihova права. Албанци су у Македонија задоволни. Албанци прихватају државу Македонiju под условом да македонци буду пријатели са албанцима, што и јесу. Ово што ви кажете да су нас признали македонци, они су уствари сами себе помогли на тај начин. Не може да буде стабилна една Македонија ако не признае Косово и не признае Албанија. Тоа е исклучива ствар. Македонци су тоа сватили. Сакате да му убедите дека Македонија не треба да се грижи од одредени косовски апетити? Македонија нема шта да се бои од апетита. Господине Демачи, искуството научи дека 2001 година ООН беше помагана со оружје од Косово. Дека сите тие парамилитантни структури доаѓа од Косово преку Шарпланина. Вие бевте политички представник на УЧК. Вие точно знаете со кое оружје располагате, со колку сили располагате, кој ве финансира, кој ве помага. Тоа вас е многу јасно. Нама су дошли албанци из Македонија, па су нама помогли кога смо имали посла со Србија. Mi smo bili dužni da ih pomognemo. I ako dođe u opasnost, ako opet u Makedoniji bude veliko makedonski šovinizam, opet digo glavu, opet ćemo pomoći. To treba da računate s tim. To nema dvojbe od toga. Значи тогаш вие постојано само можемо да живееме као пријатели, равноправни. Значи господине Демачи, вие доброто никош не го памтите, постојано го заборавате. 99-та ви помогнавме, 2001 ни направивте конфликт во Македонија. Ве признавме сега, нарушувајќи ги односите со Србија, вие повторно со оружје би ги бранили албанците во Македонија. Тоа ли е добрососедски односи? Ако сте ви нас прифатили и помогли, ми смо вас 10 пута више помогли. Немојте така да ни помагате. У тешким ситуацијама албанци су били с вама. Албанци су се борили за слободна Македонија. Може да прашам на работа? Може ли да ни помогнете на еден начин? Еве да го натерате Сали Бериша и Тирана да не признат по уставно име Република Македонија, а не со нагнасно име со кое грците сака да не ославуваат, тоа е поранешна Југословенска Република Македонија. Единствена земја на Балканот и во регионот која не призна под уставно име, освен Грција, е владата на Сали Бериша и на Албанија. Еве, ако сакате да ни помогнете, лобирајте тамо. Не, албанци прихватају и признају Македонија како Македонија одреди за себе да буде назив. Официјална Тирана не призна под поранешна Југословенска Република. Верувате дека е така? Тоа го имам проверено пред домни интервју кај вас. Ја живим у Албанија, знам то. Албанија прихвата Македонија онакво како е. Нинослав Крстич е првиот српски генерал кој по тој конфликт во 2001 година влага во структурите на НАТО со седиштето во Брисел. Важи за човек помеѓу српските генерали кој најдобро познава таа ситуација на македонско-косовската и косовско-српската граница и всушност е човекот кој најдобро може да каже кои се тие господари, кој контролира таа недозволена трговија, кој се случува во целата оваа регија. Дали мислите дека косовската влада која е денес на чело во Приштина е во состојба да ја контролира таа целата своја територија, постојано на границата кон Република Македонија? Веќе гледаме дека од македонска и од косовска страна има одредени банди. Врло тешко. Tu je protok kriminalnih bandi, trgovina naoružanjem, trgovina ljudima i tako dalje. Postalo imali ste skoro slučaj u Makedoniji, mislim 20. oktobra da je pronađeno tamo da je policija zaplenila veliku količinu municije, uključujući i minobacač. Kriminalcima minobacači nisu potrebni. Znači tu se ipak radi o pripremi nečega mnogo većeg nego što je kriminal. Што би можело да се подготвува, бидејќи таа граница е доста флуктуирачка во моментов. Кој е всушност господарот на тој цел простор и на косовска страна и на македонска страна, па бога ми и ова на страната према Прешево, Велики Трновац и се тие погранични места што се на територијата на Србија, наклонети кон Косово. Имали smo slučaj unazad, ne znam, možda mjesec dana, da su separatisti po meni makedonsko-kosovsku granicu pokušali da ruše ono kamenje i tako dalje, da je praktično ponište. Šta to navodi na zaključak? Navodi na zaključak da oni tu granicu ne priznaju. Ako ne je priznat granicата, кој е следниот заклучок? Sledeći zaključak je da oni teže da se spoje sa Kosovom, Albanci pre svega koji žive u zapadnoj Makedoniji. I mislim da je na delu projekat stvaranja Velike Albanije. Koliko god mi bežali od toga, ali u suštini ja mislim da je i
i u Makedoniji je održan nekakav skup na kome se govorilo o stvaranju Velike Albanije. Na kraju krajeva i postojanje oružane sile koja je za sad ilegalna, postojanje vojske ANA, govori nam o tome da to je u stvari paravojna formacija u odnosu na makedonske oružane snage, imate makedonsku policiju, govori o tome da su se vrše sve pripreme u tom pravcu. Generale, koji u momentu te kontrolira makedonsko-kosovskata granica? U ovom momentu, znači, ja mislim da tu najviše kontrolu sprovode ove razne grupe, kriminalne grupe i tako dalje. Dobro naoružani? Dobro naoružani, dobro opremljeni, dobro poznaju taj prostor. Mene prosto iznenađuje činjenica, ja sam odmah i rekao da će se ti ljudi upravo naći na tim prostorima. Ljudi koji su pobegli iz Dubrave, mislim da se radi o Ljirimu, Jakupiju i još nekim ljudima koji su u stvari i tvorci ANE iz vremena 2001. godine. Oni, koliko je meni poznato, do današnjeg nisu pronađeni. A da li ove paramilitantne sili go smenja načinot na svoje funkcioniranje? Zboram za ove sili koje kontrolira ta granica među Makedonije i Kosovo u izmenate neko godine? Ili to je isti način koji se pravleko nekada od 90. godine? Ja mislim da je to uglavnom isti način. Mislim da je uglavnom isti način. Moguće da se tu samo pojave međusobni ponekad sukobi, čujemo i zato, ali to je u pitanju... Pomeđu tije nekog u strukturi. Ali to je u pitanju ili deoba plena koji je stečen kriminalom ili je prevlast ko će biti glavni. Не постои никаква дилема дека господинот Адем Дамач е непознатиот политички дисидент во рамките на таа поранешна стара Југославија, дека човекот одлежал некаде околу 28 години по тие српски затвори борејќи се за независноста на Косово. Како резултат на целата таа своја политичка активност, сушност господинот Дамач 93 година со силно американско лобирање беше предложен за Нобеловата награда, која на крај на него големо жалење и не ја доби.